Благослов, добри мои луѓе, магични мои души, добре дојдовте на Уналум Тарот канал, повторно со една порака за вас од Тарот картите. Би сакала денеска да ви споделам една убава порака. Таа порака ќе биде во две групи. Имаме 2 дека. Одберете си кој дек сакате да го послушате. Пораката ќе важи за минато, сегашно и идно време. Значи, во која област и во кој смер ќе не водат картичките, тоа само картичките знаат. Интуитивно одберете кој шпил сакате, значи кој дек го чувствувате, и ќе ве оставам за кратко и за да можеме да почнеме да ја споделиме, да споделам со вас пораката што треба да дојде во овој момент за вас. Значи, работиме минато, сегашно и идно време, во 2 дека, 2 шпила. Интуитивно определите се и да видиме каде ќе не водат овие картички, во кој смер ќе ни дадат одговор за прашање или во кој смер ќе не води пораката од самите картички. Па јас би почнала, ќе одложам втората група и да почнеме со првата група или првиот дек, првиот шпил карти. Добре дојдовте за вас, за сите вас што ја одбравте оваа група карти, така да сега ќе видиме што и како ќе ни кажат картичките, ќе не порачаат што порака треба да слушнеме за минато, сегашно и идно време. Овдека ќе се работи овдека ќе има порака од, можеби ќе биде од љубовен карактер, од самостален карактер, самоизградителен карактер, од економски, материјален, социјален план, така да како вам ви одговара и која порака сакате да слушнете во овој момент, само тоа картичките сега ќе го кажат. Па да почнеме. Еве, за минатото, за сегашноста и иднината, блиска иднина, и да ги видиме тарот картите како дополнителен одговор што ќе ни дадат, кои пораки ќе ни споделат, да видиме во кој правец се движат вашите нешта. За еве, таа сама се одбра. Еве, вака ќе направиме. Вака ќе направиме. Еве. Ајде за минатото. Еве сегашноста и еве иднината. Во минатото сте манифестирале некоја среќа, но сте биле премногу изморени. Значи, овдека се работи за некоја среќа. Сте имале среќа во некоја напорна работа. Премногу напорно сте работеле за... Можеби сте биле исплашени за нешто, но сте доживеале среќа како таква. Обично таа среќа на секаков можен план може да зависи, така да
овдека во минатото ве гледам како изморени, истрошени, премногу сте се давале себе си, ви треба одмор. Значи ви требало одмор од некоја енергија која може би сте посакувале среќа да доживеете. И како таква сте ја манифестирале, но ви биле потребни многу големи напори, многу голема енергија сте вложиле и сега ве гледам комплетно како преморни, значи преизморени. Може би ќе треба да, може би сте земале и мал одмор, да ја реанимирате вашата енергија за некој успех, за некоја среќа во нешто што сте се бореле. Ајде да видам, да додадам некоја карта, баш да видам зашто е оваа среќа, зашто е оваа борба, зашто сте се бореле тие. Да, напорно сте работеле за стабилност. Напорно сте работеле за стабилност, за добивање на материјални добра. Значи, во минатото, дали сте барале работа, дали сте граделе некоја собствена фирма, дали сте тражеле, доколку сте работеле негдека, дали сте барале, сте тражеле покачување на плата, или сте сакале да бидете во подруг момент во работниот однос, да бидете на поголема висина, но ве гледам како изморени, сте го постигнале максимумот, значи сте го добиле оно што го сакате, среќа сте имале и сте го добиле тоа што го сакате, но се уште напорно работите. Се уште напорно работите, затоа што овдека тарот картите ви препорачуваат одмор за да добиете она што го посакувате и со огромна среќа. Значи со огромна среќа, значи материјално да се изградите. Значи материјалните блага да ви пораснат, или пак доколку сте во работен однос, да добиете позиција која ќе биде 100% сигурна. Но во тарот картите нема 8 парички. Значи имаме 9, имаме 10 парички како најстабилна фигурација во тарот карти. Значи најстабилна енергија. И ова е стабилна енергија, но повторно работите. Повторно работите, повторно не мирувате, но тарот картите ви препорачуваат дека сте биле преуморни од некоја работа, некоја енергија, но за среќа. Значи, за да осигурате некоја среќа, некоја среќна околност да добиете. Во сегашност, стабилност и среќа во домот. Дали ова се работи за фамилиарен бизнис или пак деловен објект, каде што добивате стабилност за градење на стабилност. Дали се работи од типот да сакате да изградите стабилност за да основате породица, значи да направите фамилија, па сте работеле напорно и со среќа сте афирмирале среќа за да имате стабилност. Имате понуда. Значи имате понуда во сегашноста за стабилен живот. Значи имате понуда. Вие
напорно сте работеле во минатото, за да дојдете за стриктна стабилност во фамилиарен аспект, дали е тоа бизнис, дали е тоа изградба на фамилија, но имате понуда на од аспект на благослови, на коњаникот на чашките е витезот на чашките е енергија која е брза и носи благодети. Значи носи сето она за кое што сте работеле напорно. Буквално сте се истрошиле емоционално, физички, психички. Овој коњаник сега ви нуди дали ќе биде од типот на основање фамилиарен бизнис или основање на семејство или основање на или добивање на некоја повисока позиција во вашиот работен однос. Земете како ви одговара вас, ова се само енергии. Јас ви ги пренесувам енергиите преку пораки. Во сегашноста имате понуда. Понуда и тоа комплетна понуда имате. Стабилност, емоција, пожртвуваност, среќа, енергичност. Значи, усредоточете ја енергијата сегашна во нешто што ќе ви се понуди како такво. Значи, како момент што сте го посакувале да има крајен завршеток, стабилност и енергичност. Стабилност на секаков можен план. Можеби сакате да патувате. Во иднина, овие картички ве гледаат како способност, како емоционалност, како пружање енергичност и значи егоистичност, значи вашето его ќе порасне, значи не она лошо его, туку вашето его, вашата доблест ќе порасне многу поголема, со стабилност, но да бидете внимателни. Картичките ве ове за стабилност на некој план кој подамна сте го имале, што сте го зацртале и сега буквално ќе ви се реализира, со тоа што да внимавате, ќе има падови, ќе има љулјање, значи ќе има нишање на нештата, значи нешто треба да биде разнишано за да има стабилност. Дали тоа ќе биде, дали ќе добиете работа која ќе биде заснована на патување, дали ќе треба да патувате негдека за да добиете поголема прегледност на вашата стабилност, со понуда, значи сегашноста. Картичките ви порачуваат. Буквално ја осеќам енергијата дека ви порачуваат, ќе имате понуда. Дали ќе биде тоа работна понуда, дали ќе биде понуда за оснивање на брак кој ќе трае и ќе резултира со среќен завршеток, зависи од вас. Значи, картичките ви порачуваат дека пораката е генерално до крај доведена, но во блиска иднина
овој ваш производ, исход, значи исход на производ, ќе резултира со патување и со многу огненост. Значи треба да бидете, да избиете во прв план за нешто. Значи треба да се изборите, да избиете во прв план, бидејќи вие ја носите победата во сопствена цел. Значи за сопствена цел. Вие ја носите победата во сопствена цел. Значи доживувате стабилност на секаков можен план поставен од минатото. Значи картичките ви посакуваат само да држите на сопствените вредности, на пробивањето, и ќе ви биде даден момент сега, може за некого важи и дека сте ја добиле више понудата, не знам, земете како вас ви одговара, но во иднина ве гледам многу успешни и ја носите победата буквално над она што сте го посакувале и што сте биле многу изморени во минатото. Значи во блиската иднина картичките ве советуваат дека и ви даваат порака дека ќе успеете и сте на прав пат да ја осигурате вашата цел. Се надевам дека резонираше ова за вас. Сите вие што ја избравте првата картичка или првиот шпил карти, првиот дек карти. И јас одма преоѓам на вториот дел. Ви благодарам на гледањето. Се надевам во благослов и во среќа да реализирате успешност, како што ви доаѓаат пораките од и енергиите од тарот картичките. Ајде да видиме сега и за втората. Втората група. Добре дојдовте сите вас. Добре дојдовте во втората група и сите вие што го избравте овој дек или оваа картичка, овој шпил. Ајде да видиме за вас што ви каква порака ви испраќаат картичките за минато, сегашно и идно време, да видиме што ќе реализирате и што доаѓа наредно. Па да започнеме. Ви се заблагодарувам на сите вас што го посетувате мојот канал. Ви се заблагодарувам на сите вас што лајкувате, што се сабскребувате, исто така што ставате коментари, што шерувате, што испраќате на други да послушаат, да ме послушаат мене. Се надевам дека убаво се чувствувате во моите видеа, бидејќи овие видеа се наменети токму за вас. Јас ви подавам рака преку тарот картите да ви помогнам, да ве усмерам на еден смер. Доколку сакате и сте заинтересирани за приватни читања, ќе имате опис, контакт во мојот подоле во ова видео. Секако, доколку ви треба, не се плашете, ништо не е страшно. Па да почнеме и да видиме и втората група. Минато, сегашно, идно, ајде сега и тарот картичките што ќе дадат.
минато, сегашно и идно. Доколку е потребно, ќе додадеме и некоја картичка. Ајде минатото. Сегашноста. Иднината. Се надевам дека ви се гледаат картите. Да. Во минатото не сте виделе некоја, сте биле во тотална блокада за во овој дек, Ленорман дек, значи рибите означуваат аспект на средства, пари, доаѓање и издаток и додаток на средства. Значи, за вас во оваа втора група имаме момент за добиток на некои средства, парични средства се работи, но најверојатно вие сте биле изиграни, блокирани од некоја персона која може да е риба во хороскоп, воден знак генерално го кажувам ова. Сте биле во тешка блокада, не сте гледале ништо, врзани ви биле и раце и нозе, сте биле во момент на буквално не сте знаеле што се случува и како се случува околу тие средства. Ова е неверојатно за добивање на некое наследство или поголем прилип на средства од некоја компанија за останата плата или за продажба на некој имот. Значи сте биле во буквално изиграни од некоја персона или од некои особи. Во буквален пат сте биле. Во сегашноста, значи се префрлам одма на сегашноста, затоа што ова е конкретна енергија која треба да разрешите. Сега. Во сегашноста вие исцелувате целата оваа ситуација. Значи што ви е дадена. Дали се работи за материјално благо, се работи за ова е за пристигнување на некои средства, дали од продажба, дали од или изиграни сте биле за некои пари, за средства, значи се работи за материјални средства. Значи вие сега сте ја надминале целата оваа ситуација. Во сегашноста имате исцелување целосно на духовен пат, психички и физички пат, значи преку духовност. Значи вие толку сте се ојачале, толку сте се исцелиле, што сега сте спремни да го оставите минатото, да биде во минатото и се определувате за јасно во сегашноста, за иднината, за овие средства и овој момент што вие сте биле изиграни, буквално, од персона, една персона. Може повеќе персони да се, но ја мислам дека е една персона. Било доста скриено, еве и овдека има месечина во минатото и во сегашноста има месечина. Се уште не ги гледате добро работите, но ги чувствувате, бидејќи вие сте се издигнале духовно, сега знаете каде
и на кој момент да се прикачите како такви. Картичките ве советуваат, значи и ви даваат порака да кренете достоинствено главата, бидејќи вие сте доста интелигентна персона, за сите вас важи кои ме гледате. Тоа што ќе го добиете, ќе го имате. Немојте да бидете неодлучни. Минатото отфрлете го, заклучете го и ставете крај, точка. Вие одите со овој момент за овие средства, за ова, па буквално би ја нарекла превара. Значи превара за пари. Дали тоа е од наследство, дали е од продажба, дали е од некој ве преварил за пари, некој ви должил пари, не ви ги вратил, не се знае. Земете вие како ви одговара вам, на сите вас, повторно да не се повторувам нон-стоп. Јас ги считувам само енергиите на овие картички и ви ја испраќам пораката од втората група. Значи сегашноста, кренете глава, вие сте во напредок, вие гледате високо горе, вие манифестирате повратување на тоа што сте заслужиле. Вие овие пари и средства сте ги заслужиле. Значи макотрпно сте дале се од себе за да ги заслужите. Значи вие манифестирате сега, му се обраќате преку духовност на универзумот да ви ја реализира и да ви помогне во конечно оваа ситуација настаната во минатото, за сегашноста да биде побезбедна иднината. Во иднина, за оваа игра и превара. Вие добивате стабилност. Дали ќе биде фамилиарна, породична, дали ќе биде духовна, дали ќе биде све стабилност материјална. Само отворете се и не застанувајте. Не застанувајте, средствата ви доаѓаат. На пат се до вас. Повредени сте, знам, осеќам, вја осеќам енергијата, но средствата ви се на пат. Средствата ви доаѓаат за да ве кренат тоа што сте сакале да реализирате, тоа ќе реализирате во неповратна ситуација. И тоа ќе биде сега за брзо време, значи брзо би се случило тоа, бидејќи овие се брзи енергии, побрзи енергии, се во смирена состојба. Вие ќе дојдете до момент во блиска иднина на разговор со тоа лице што ве буквално издало. Значи за овој момент и средствата и се на пат. Оваа иднина, картичките ви препорачуваат стабилност од секаков тип. Посебно на материјална. Тоа што е одземено од вас, ќе ви се врати преку духовност. Значи универзумот ги става рацете во вашата ситуација и вели дека тасовите треба да бидат изедначени. Кармата со дарма се враќа. Добрата карма со дарма се враќа. Лошата карма останува како лоша карма и како таква, се додека не се научи, нема да се помине. Така да вие сте под обсерваторија на универзумот во оваа втора група и втора порака, така да се надевам дека ви беше све јасно, колку што можев доловив информации од
самата енергија на картички, бидејќи има многу енергии во овие картички, многу енергии, многу ме слушаат, многу ме гледаат, многу сте. Така да, во иднина го добивате она што го сакате, но сте под обсерваторија на универзумот. Значи, универзумот е вмешан во вашата ситуација. Тоа што ви е одземено, тоа ви доаѓа во вашите раце како стабилност, како енергија, среќа, задоволство, материјално благо. Тој што ви го одземал, ќе се даде прилика во сегашноста да поразговарате со него, тогаш тасовите ќе се изедначат. Тогаш универзумот преку духовност ќе влезе преку вас, преку вашата манифестација, ќе влезе во и ќе застане во одбрана на вашата манифестација, онаму што се случило во минатото, тоа што ви е одземено. Така да, ви благодарам за гледањето, ви благодарам за сабскрајбувањето на мојот канал, Уналум Тарот канал. За приватно читање ќе имате опис подоле во ова видео. Ја ви посакувам многу благослови, многу среќа, многу љубов и сето она што сте го замислиле да си го исполните, универзумот да ви даде конечни одлуки и да бидете задоволни онаму каде што сте застанале. Се надевам ќе се видиме во најскоро време во ново видео. Поздрав!